Сакаат да ги купат становите, но бараат пониски цени. Станарите од трите социјални згради ја поздравија одлуката на Министерството за транспорт со која им се нуди да ги откупат становите. Сепак досега никој не им кажал по која цена ќе се продава метар квадратен. Велат дека сумата мора да биде според нивниот животен стандард. Треба да најдеме сега заеднички јазик по која цена ќе се откупат станевите, заради тоа што сите не сме во можност да платиме некоја висока цена. Имаме луѓе тука што немаат леп да јадат во зградите. Треба прво пратат понуда да се види колка е понудата и за колка ќе биде киријата, доколку немаме пари или не сме можности да ги откупиме становите. Они знаат дека вие станови ги дадоа како за ниски приходи за млади брачни парови, за социјални случаи, така да кај нас у градот 300 евро од квадрат до 700 евро, тоа е 400 евро од квадрат, поточно до 700 евро, тоа е огромна цена. Од акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор велат дека има интерес за откуп на становите во кои сега живеат семејства со ниски примања. На последната анкета дури 90% од станарите се изјасниле дека сакаат да го купат станот. Имавме некоја анкета за дали се заинтересирани луѓето, тоа беше пред една година анкетата, дали луѓето се заинтересирани да ги купат становите, но до сега немаме постамта анкета, немаме добиена насоки што да се случува со тие станови. Голем дел редовно си ги подмируваат кириите, за тие кои не се придржуваат, тоест не редовно ги плаќаат кириите, дел се дадени на извршител за наплата на кириите, а неколку се дадени за испразнување луѓе од ствари. Станарите во така наречените социјални згради очекуваат дека при откупот на становите, освен нивниот животен стандард, во цената ќе биде вклучена и локацијата на зградите. Сметаат дека на периферијата од градот тие треба да имаат значително пониска цена. Знаејќи ги тоа дека овој дел спаѓа во една од последните зони, дека не е централно градско подрачје, а во централното градско подрачје становите одеа по 550 денара од метар квадратен. Кај што седиме се и кај што се моментално стационирани овие згради, дека не би требало 400 евро да биде квадратот повише. Значи, цената негде ќе ми дојде околу 24-25 евра. Ние кога ќе дадиме тука 400 евро од квадрат, кога ќе дадиме 30% учество, што тоа нема никој, мислам дека станарите берем 80% нема тоа да го направат. Може 20% да, а 80% не. Превисока е цената, така да што не можеме да обстанеме на тоа. Министерството за транспорт и врски вчера најави дека корисниците на социјални станови ќе можат да ги откупат. Се нуди купување или продолжување на договорите за закуп. Становите ќе можат да се купуваат во готово или со уплата на 30% од вредноста на станот, а останатиот износ да се плаќа на 240 рати. Закупнината пак ќе се движи од 15 до 85 денари во зависност од примањата на семејствата. Безбедносната ситуација на подрачјето на општина Велес во 2013 година била поволно и на високо ниво со успешно одржување на јавниот ред и мир. Ова е оценката на секторот за внатрешни работи, откако надлежните ги анализирале податоците и направиле споредба со претходните години. Полицијата најмногу работела на кражби и тешки кражби. Според статистиката, тие најмногу се извршуваат во продавници, куќи, станови, моторни возила, викенд куќи. Предметите кои најчесто се на мета на крадците се пари, накид, техничка стока и метални предмети, каде предничат бакарните. Од СВР Велес вела дека реализираат низа проекти за превенција од кражбите. На граѓаните им порачуваат да ги паркираат автомобилите на осветлени места, да вградуваат панични светла кои навечер автоматски се вклучуваат. Ако забележат сомнително лице, веднаш да се јават на бројот 192 и да го пријават. Добрососедските односи се многу значајни за спречување на кражбите. Кога сопственикот е одсутен, соседите треба да го надледуваат неговиот имот. Во 2013 година СВР Велес е прогласен за најдобар сектор во делот на ефикасноста и расветлувањето. 60% од кривичните дела се позитивно решени. За 35% се намалени и делата против имотот на граѓаните. Случаите во кои имало нарушување на јавниот ред и мир одат во надолна линија. За една година регистрирани се 20% помалку.
Уште 2 дена истекува рокот за аплицирање во платежната агенција за добивање средства од програмата за рурален развој. Од работната единица на агенцијата за развој ги повикуваат сите заинтересирани земјоделци од Велес, Градско и Чашка да ги соберат потребните документи и да го искористат рокот. За да им излезе во пресред, работната единица ќе работи во 2 смени до крајот на февруари, а на заинтересираните земјоделци ќе им помага и во деновите од викендите. За парите од оваа програма досега интерес пројавиле 45 земјоделци. Моја препорака е до сите институции во држава, во поголемата инстанца, да се обрне внимание при издавањето на документи за ИПАРД апликантите, затоа што тие апликанти треба да набават 10 до 15 документи и треба да се воведе некоја препорака или било како, да не завлегувам, да имаат приоритет при набавка на овие документи. Значи, кога земјоделците ќе ги набавуваат навреме документите и брзо, тие нема да губат ни време ни енергија заради нивната набавка. А со тоа ќе имаме и повеќе апликации. Парите од програмата за рурален развој најчесто се доделуваат за приклучна и погонска механизација, за поседување на житни култури и тутун, додека пак од ИПАРД програмата, за која земјоделците можат да аплицираат во наредните 45 дена, најатрактивна е мерката 101, со која тие можат да набават земјоделска механизација во областа на лозарството, воштарството, градинарството и пластениците. Половина од вредноста на механизацијата што сами ќе ја купат им враќа Европската унија. Соката моја е исклучително да обрнеме внимание на ИПАРД, затоа што тие се европски пари кај што ќе повлечеме од таму добар дел на средства, а ќе го леснеме нашиот буџет во однос на да останат повеќе пари кои што ќе може да се пренаменат во други мерки во субвенционирањето. Пари од програмата за рурален развој и ИПАРД програмата досега најмногу искористиле земјоделците од село Иванковци, веднаш зад нив се земјоделците од село Веничани во општина Градско. Нови пониски цени на нафтените деривати. Регулаторната комисија за енергетика денеска на седница одлучи да ја намали цената на бензинот за 1 денар, а на дизелот за денар и половина. Согласно одлуката на регулаторите, малопродажната цена на Евросупер од 95 од ноќеска на полноќ ќе изнесува 77,5 денари за литар, а Евросупер од 98 ќе се продава за 79. Поголемо намалување има кај дизелот. Малопродажната цена регулаторно ја намали за денар и половина. 1 литар од ова гориво ќе изнесува 68,50 денари. Екстра лесното масло за домакинство се намалува за 1 денар. Литар ќе изнесува 57,50 денари. Намалување има и кај мазутот М1. Тој сега ќе се продава за 39,3 денари за килограм. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период е пониска од просечната цена на суровата нафта по која беа формирани тековните цени на нафтените деривати. Тоа е првата причина за намалувањето. Втората е поволниот курс на доларот во однос на денарот.